Добре дојдовте во нов Аснон. Оваа недела имавме свечено отварање на автопат, на работите на автопатот од Гостивар до Букојачани, и што беше едно евидентно е дека најкрволочните опоненти на овој пат, договорот помеѓу Бехтел и Енка и нашава република, господинот Мицковски и господинот Николовски, широкоградо го прифатија истиот, го фалеа како еден многу значаен инфраструктурен проект, а при тоа заборавајќи и ништо не кажувајќи дека се уште ги немаме деталите на овој договор, тоест под кои услови е дадената концесија и како се земани парите за овој проект кој вреди од прилика 1.200 милиони евра. Во истата таа презентација беше и госпоѓата Аглер, амбасадорка на Соединетите Американски држави, која го посочи овој нетранспарентен проект како еден од символите на добрата соработка меѓу САД и Македонија. Во тој контекст, едно што исто така се уочува во оваа релација меѓу почитуваната амбасадорка Агелер и нас е дека госпоѓата Агелер доста често не критикува за таа наша нетранспарентност, неотчетност, немање доволно информации за нашите институции кон граѓаните на републикава, а истата се наоѓа на браникот на промовирање на еден нетранспарентен договор за кој ние не ги знаеме деталите. Така да имаме една ситуација во која што луѓето што критикуваат сега го прифаќаат тој договор. Ова е посебно значење во однос на позицијата која Соединетите Американски држави имаат во врска со ваквите проекти, затоа што во 2010 година Косово исто така потпиша договор со Бехтел и Енка за изградба на патот од Приштина до Тирана, кој што договор беше реализиран од Бехтел и Енка, а најголемиот промотор на истиот беше тогашниот американски амбасадор. После добивањето на концесијата и градба на овој пат, американскиот амбасадор се повлече од функцијата и беше вработен од Бехтел и Енка да биде главен репрезентатив на Бехтел и Енка во Африка. Апропо на ова, господинот се викаше Кристофер Дел и тоа го направи во 2014 година, а за тоа пишуваше Balkan Insight меѓу останатите. Апропо на тоа, сега се прашувам дали следната работа на госпоѓата Агелер ќе биде вработување од страна на Бехтел и Енка, исто така како што го направи тоа нејзиниот претходник, амбасадорот на Соединетите Американски држави во Косово. Тоа не знам, времето ќе покаже. Но едно што е сигурно дека е ова еден дел од неоколониалистичките проекти што западните демократи ги реализираат во сиромашни земји. А принципите на овој неоколониалистички проект е следен. Се финансираат инфраструктурни проекти со надувани цени, да ги работат западни фирми, кои се изведувачи на овие проекти, го носат профитот назад на Западот, им ги даваат подизведувачните работи на локални фирми, кои ги зимаат трошките од сето тоа. Корумпираните политичари, домашни, се јавуваат како така наречени посредници, меѓу носење одлука за одобрување на овие финансии на западните фирми и проекти и домашните подизведувачи, а при тоа знаеме како работи принципот на таа соработка. Без да идам во подлабоко, дека
се очекуваат така наречени кикбек, односно 10 до 20%. Но тоа е дел од овие проекти, а нашите фирми подизведувачи се уствари само ги собираат трошковите. Кога се работи за профитот што Бехтел и ЕНКА би го однел, го прашавме Google колку е, например, профитната маржа во Канада на градежните компании. Google нас ни каже дека профитот во 2024 година е од прилика 8,4%. Со оглед дека имаме голема нетранспарентност во однос на Бехтел и ЕНКА и нивниот договор што ги има со нас, не би бил зачуден да да профитот што они ќе го носат надвор од државата, што сите ние ќе го плаќаме, е измеѓу 120 и 240 милиони евра додатни трошкови. Ова е еден дел од неоколониалистичката шема, а таа шема се заснива на одредени западни институции кои финансираат проекти во трети држави, обично сиромашни земји кои имаат проблем со пристап на капиталот, или ако имаат пристап до тој капитал, го плаќаат многу скапо. Институциите за таа намера се Светската банка, Европска банка за обнова и развој, ИФЦ компанијата и други. Обично тоа се деноминирани или во евра или во долар, а се користи можноста, например, на федералните резерви да принтаат неограничен број на пари, затоа што доларот се јавува како валута во 53, ова спрема Джефри Сакс, 53 до 55% од светската трговија и се јавува како резервна валута и многу банки, национални банки, го држат во своите сефови и на основа на оваа моќ, финансиска моќ, федералните резерви на Америка принтаат пари, ги даваат на Светска банка, која подоцна финансира проекти во трети земји, сиромашни земји, како што е нашата, која што ја добива западна компанија, како што е, например, во овој случај Бехтел или ЕНКА, кој го собира кајмакот, профитот од 10 до 20%, ги изнесува назад, а ние плаќаме скапи проекти. Овие проекти обично имаат надувани цени, затоа што нема конкуренција. Владата никогаш не бара конкуренција на овие проекти, да видиме дали овие цени се реални или не. И оваа шема се реплицира секаде низ целиот свет, кај што обично неоколониалистичките проекти се присутни. И сега овие проекти исто така имаат цел да ја развијат, навидум да ја развијат државата, но со самото тоа што се имаат надувани цени на истите и дел од парите профитот иде назад на запад, да се полнат џебовите на западните компании, само по себе тоа го спорува растот, затоа што наместо да се направат 2, 3, 4 проекти од инфраструктурен карактер, со тоа што цената е поголема на овие проекти, генерално во единица време државата прави помал број проекти. Така да тоа е една воспоставена шема, ние не можеме да ја смениме, но што може да се направи за да се направи контратежа на овие. Значи, кој е решението? За да достигнеме на вистинска цена, каде што профитите ќе остануваат овдека во нашата држава. Како прво, треба да се има домакинско работење со државните пари. Тоест, одговорен пристап кон секој проект и трошањето на државните пари треба да се врши како што се вршат сопствените пари. Тоест, 3 пати се мери, еднаш се сече. Ова сега не е дел од приказната. Затоа имаме вакви проекти кај што не ги знаеме деталите на истиот, а се промовираат истите проекти.
како антидотен на тоа е да се има повеќе алтернативи и да се направат што повеќе понуди за алтернативно изведувачи и алтернативно финансирање на тој проект, за да се направи една анализа која се вика NPV, Net Present Value, анализа која ќе ги донесе одговорите за тоа кој да биде изведувач и како да се финансира проектот. Тоест, имањето алтернативи во однос на барање изведувачи и барање на алтернативни финансии е клучот на успехот, со тоа што ќе се донесе до една релевантна одлука која ќе има цел да се направи еден квалитетен пат со одредени стандарди за квалитет по најниски цени од изведувачи кои ќе понудат и ќе бидат гарантори дека патот од однос на инфраструктурниот проект ќе биде квалитетно изработен. Ова подразбира нормално, тоа нормално имање на еден добар, реален проект, каде што во истиот ќе имат сите спецификации ќе бидат изложени, тротоари, тунели, мостови, приклучни патишта и така натаму. И истиот проект треба да се понуди на разни изведувачи кои ќе си дадат, тоест да се има еден отворен тендер, да се збори со што повеќе компании кои ќе дадат своја понуда за изведбените активности. Од друга страна, поред користењето на Светска банка, треба да се разминат сите алтернативни можни начини за финансирање на овој проект. Тоа значи дека може да се државата направи внатрешно задолжување со издавање на обврзници кои се од 20, 30, 15 години во зависност колку е исплатлив проектот, за да финансирањето на истиот се поврзе со исплатливоста на истиот. Тоест, овој проект ќе донесе зголемена фреквенција на автопатот Охрид и Скопје, која преку патарени и зголемена потрошувачка на бензин државата ќе си ги врати. Ова нешто не е непознато за Министерството за финансии. Ако идете на нивната веб страна, они си прават аукција на државни карти од вредност со различна временска должина. Имаат 30 годишни можности за тоа да го финансираат. Значи, ова е нешто што они го знаат, го работат, меѓутоа нарочито не го прават. Исто така може да има надворешно финансирање спрема кредитниот рейтинг на државата. Спрема последните податоци на Министерството за финансии, тој од јули 29 спрема S&P, нашиот рейтинг е BB-, со овој рейтинг се иде на меѓународните финансии на капитал, се бараат 30 годишни одврзници, колку ќе биде сето тоа, и обично овие начин на кредитирање е поскап во однос на кредитот, но обично тој носи поевтини изведбени работи, така да можеби ќе се платат поголема каматна стапка, но ако се најдат добри изведувачи кои за 20, 30, 40% помалку ќе ги изведат работите, тогаш можат оваквите финансирања да бидат и како профитабилни за државата. Битно е да се направи една сеопфатна анализа преку NPV проект, Net Present Value, кој ќе ги донесе сите одговори на овие прашања. Сега тоа не е работено, а и затоа што државата и нашите политички водачи не сакаат тоа да го прават, и со тоа и ја ставаат државата по еден неоколониалистички јарем, од кој не втурнуваат сите нас, кој едно гарантира: надувани цени за инфраструктурни проекти, кои што профити ќе ги носат западните фирми. Политичарите обично се јавуваат како посредници за давање на тендерите и немам јас докази, но
има индици и можности за злоупотреба на истата позиција во однос на барање на повратни услуги за сето тоа. А сето тоа го плаќаме сите ние, тоест Македонија една од најсиромашните земји во Европа. Само ние можеме да се избавиме од оваа ситуација и со една правилна и вистинска политика на одговорно трошење на државните пари. Благодарам за денес, ви пожелувам се најубаво.